Dzicia, tatu, cica. Јас сум Нино Арсовски и ви читам приказни. Здраво на сите. Вчера имав потешкоти некои технички. Се средија денеска ваljda. Денеска затоа ќе прочитаме две приказни од 1001 ноќ. Ноќ втора. Кога настапила втората ноќ, Дуњазда и рекла на сестра си Шехерезада: Сесто, ајдре, доврши ја приказната за трговецот и джинот. А Шехерезада одговорила: Ќе ја довршам од се срце и со задоволство ако ми дозволи царот. Царот промрморел: Раскажувај. И Шехерезада продолжила да раскажува за состеникот на газелата. Додека се случуваше сето тоа, братучетка ми, оваа газела, ме гледаше и ми наредуваше: Заколи го ова теле, гледаш колку е згоено. Гледај што се случи со кравата, одговорив јас. Ја заглавме, останавме без ништо. Не сакам да слушнам за колење на ова теле. На ваков наблагодарен ден треба да го заколеш токму него. Викна таа: Ако не го заколеш, значи не си ми маж. Кажа тешки зборови, а јас не знаев што се крие зад нив. Го зедов ножот, но срцето пак не ми даваше да го заколам. Му наредив на говедарот да го одведе. Следниот ден, тој дојде кај мене и ми рече: Господаре, ќе ти кажам нешто радосно, имам добра вест. Кажи, реков јас. Трговецу, имам ќерка. Како мала ја научи од една стара жена вештината на магијата. Вчера го одведов телето дома. Ќерка ми го погледна, си го покри лицето и заплака. Потоа се засмеа и рече: Тате, изгледа ќе ми донесуваш среќа штом дотеруваш кај мене непознати мажи. Каде се непознатите мажи, прашав јас. Телето што си го довел е синот на нашиот господар, трговецот, одговорила таа. Жената на татко му ги магепсала и него и мајка му. Одвај дочекав да се раздени за да дојдам кај тебе да ти кажам. Отидов со него во неговата куќа, сосем ошумоглавен од огромната радост и од среќата што ја почувствував. Ќерка му ме поздрави и ми бакна рака, потоа и телето се истри од мене. Вистина ли е тоа што ти го кажала за ова теле? Ја прашав. Да, господаре, ова е син ти, твојата ранета душа. Слушај, девојче, реков јас. Ако го спасиш, ќе ти ги подарам сите стада што ги пасе татко ти. А освен тоа ќе ти го подарам и имотот. Господаре, ќе го прифатам твојот подарок, но по два услова. Прво, да ме омажиш за син ти, и второ, да ми дозволиш да го магепсам тој што го магепсал него, за да бидам сигурна дека тоа нема да се повтори. Прави како што сакаш, реков јас. Таа зеде една паница, ја наполни во вода, кажа над неа некакви бајачки, го напрска телето и рече: Ако Аллах те создал теле, остани си такво. Но ако си магепсано, врати се во својот поранешен лик, ако дозволи се вишниот Аллах. Телето затрепери и стана човек. Тогаш јас од джине го оженив за ќерката на говедарот. Таа ја магепса мртучеткај, оваа газела. Дојдов овде со неа, ги видов овие луѓе и тие ми раскажаа што точно се случило со трговецот. И јас седнав да видам што ќе се случи. Тоа е мојата приказна. Тоа е навистина необична приказна, рекол джинот. Ти подарувам една третина од неговата крв. Тогаш станал шеикот со два рта и почнал да раскажува. Приказната за вториот шеик. Знај, господаре, царе на джиновите, дека овие две кучиња се моите браќа, а јас сум третиот. Татко ни умре и ни остави 3000 динари. Си ги поделивме рамноправно. Јас отворив дуќан
Тие отпатуваа да се занимаваат со трговија на другата страна, цела година ги немаше и најпосле се вратија без ништо. Браќа, им реков, нели ви велев да не тргувате? Брате, заплакаа тие. Така не било пишано, каква е користа да ти објаснуваме кога веќе немаме ништо. Потоа ги одведов во амамот, ги облеков во богати јалишта, се најадовме и реков: браќа, јас ќе ја пресметам својата годишна заработка и ќе си ја поделиме на сите тројца. Само да не ја чепкаме главницата. Ја пресметав својата заработка, беа 3000 динари. Ги разделив на 3 еднакви дела за сите тројца и почнавме да живееме заедно. Еден ден двајцата посакаа пак да трнат на пат и навалуваа, и јас да трнам со нив. Цела година не се согласував, секој си вршеше трговија во својата продавница. Повторно ми предложија, јас повторно ги одбив, и така 6 години. Најпосле се согласив, но реков: браќа, ајде да видиме колку пари имаме. Пресметавме, излегоа 6000 динари. Ајде да ги закопаме половина в земја, предложив јас. Ако ни се случи нешто, тие ќе ни се најдат. Секој нека земе по 1000 динари да се ја врши трговијата со нив. Арно си смислили, рекоа тие. Ги разделив парите на 2 дела, ги закопав 3000 динари, а другите ги разделив по 1 на секого. Подготвивме стока, најмивме гемија, патувавме 7 месеци и најпосле пристигнавме до еден град. Ја продадовме стоката за секој потрошен динар, заработивме по 10. Веќе се подготвувавме за враќање, кога сретнав на морскиот брег една робинка со парталави јалишта. Таа ми ја бакна раката и рече: господаре, ќе ми направиш ли една милост, па јас ќе те наградам со милост? Се разбира, одговорив јас. Господаре, земи ме за жена и одведи ме во твојата земја. Јас ќе ти се подарам себе. Моето срце страстно ја посака за нешто што е благословено од големиот и семоќен Аллах. Ја одведов, ја облеков, подготвив убава постела во гемија и ја осипав со нежност. Ја засакав многу и од се срце, деноноќно не се одделував од неа, ги заборавив браќа ми. А тие ме се притаија. Ке го убиеме братот и потоа сите пари ќе бидат наши, се договориле. Ги соблазнил ѓаволот, се прикрале додека сум спијал со жена ми и ме фрлиле во морето. Но таа се разбудила, затреперила и се претворила во ифритка. Таа ме понесе на својот грб и ме остави на еден остров, а утредента ми рече: јас сум ти жена, те носев на грб и те спасив од смрт. Сега веќе знаеш дека сум жена џин. Изблагодарив за тоа што го направи за мене и раскажав што ми се случи со браќа ми. Таа ме ислуша и ми рече: оваа ног ќе одлетам кај нив, ќе им ги потопам гемиите, а нив ќе ги убијам. Не го прави тоа, ја замолив јас. Нели една пословица вели: направи му добро дело на злосторникот, доволно е злото што го направил. Сепак ми се браќа. Таа ме зеде во раце, летна и ме остави на покривот на мојата куќа. Ја ги отвори вратите, го ископав тоа што беше закопано во земјата и ја отворив продавницата. Се вратив дома по темницата, а таму овие 2 кучиња врзани. Тие скокнаа, заплакаа, почнаа да се галат. Сватив се кога жена ми рече: ова ти се браќа. Кој им го сторил ова? Ја пратив сестра ми, таа им го стори. Ке се спасат дури по 10 години. И еве, по 10 години дојдов со нив кај сестра на жена ми да ги спаси од овој облик. Тоа е навистина необична приказна, извикал џинот. Ти подарувам 1/3 од неговата крв и од неговата казна. Тогаш пристапил третиот шејк, собственик на маската, и почнал да му зборува на џинот. Приказна за третиот шејк. О, султане и главатаре на џиновите! Некогаш оваа маска беше жена ми. Се случи така што цела година ме немаше дома. Постојано бев на пат. Најпосле се вратив сред ноќ и што ќе видам? Еден црн роб лежи до неа на постела. Си брборат заедно, се гушкаат и се скокоткаат.
Кога ме виде таа скокна, грабна една стомна со вода, кажа неколку збора над неа, ме напрска и рече: излази од овој облик и претвори се во куче. Веднаш се претвори во куче и таа ме истера од куќата. Излегов надвор, одев што одев и стигнав пред една месарница. Месарот ме повика во својата куќа. Кога ме виде ќерка му, си го скри лицето од мене и рече: значи, доведуваш маж и го воведуваш кај мене? А каде е тој маж, праша месарот. Ова куче е човек магепсан од жена, рече таа. Но јас можам да ја растурам магијата. Жити Бога, ќерко, спаси го. Таа зеде еден бардак вода, кажа некакви зборови над него, ме пороси и рече: врати се од овој изглед во својот првобитен лик. И пак станав човек. И бакнав рака и реков: сакам да ја магепса жена ми како што таа ме магепса мене. Таа ми даде малку вода и рече: кога ќе видиш заспана, испрска ја со оваа вода, ќе се претвори во тоа што ќе посакаш ти. Ја најдов жена ми заспана, ја испрскав со водата и реков: претвори се во маска. И таа истиот миг се претвори во маска. Джинот се свртел и ја прашал маската: вистина ли е тоа? А маската климнала со главата и почнала да кажува со знаци: да, се колнам во Аллах, тоа е мојата историја. Така се случи со мене. И кога третиот шеј го доврши раскажувањето, джинот затреперил од возбуда и му го продарил преостанатиот дел од крвта на трговецот. Но се растенило и Шехерезада тука го завршила зборот. А сестра ѝ рекла: о, сестро, колку убаво е твоето раскажување, и добро, и сладко, и нежно. Шехерезада одговорила: а ќе видите што ќе раскажам следната ноќ, ако царот ме остави жива. Живи Аллах, нема да ја погубам додека не ги ислушам сите незини приказни, навистина се чудесни, извикал царот. И потоа ја поминале ноќта гушкајќи се до утрото. А царот после отишол во дивјанот, дошле војници и везири. Дивјанот се наполнил со луѓе. И царот судел, назначувал службеници, одобрувал, забранувал и разговарал до крајот на денот. Потоа диванот се растурил и цар Шахријар се повлекол во своите простории. Кога наближила ноќта, се ја задоволил потребата со ќерката на везирот. А кога настапила третата ноќ, Дуњазда и рекла на Шехерезада: сестро, доврши ја приказната. И Шехерезада продолжила да разговара. Но тоа ќе го оставиме за утре. Се гледаме утре. Имајте убав ден и честит 1 мај. Чао. Деца, тату, цица. Јас сум Лино Арсовски и ви читам приказни.